Драги мои сограѓани, на почетокот сакам да ја кажам благодарам на Министерката за култура, Канчевска Билеска, која дојде во Велес за да ја потврди вредноста на делата на Аце Коцевски. Министерката беше воодушевена од реконструираната куќа на Касапов. Овој проект, вреден 100.000 евра, обезбедени од Светска банка, како едно од најголемите дела на Коцевски, доби поддршка од Министерството за култура уште во 2005 година. Ја покануваме Министерката да ја посети и куќата на Джинот, уште еден проект на Коцевски со кој Велес се гордее. Не случајно, Министерката најави дека ликовната колонија, Папрадишки мајстори, инициирана од Коцевски и годинава Министерството ќе ја поддржи со 50.000 денари. Почитувани велешани, деновиве Велес стана топ дестинација. Ако во изминатите 4 години жив министер не дојде во Велес, сега, за само една недела, не посети целиот државен врв, почнувајќи од премиерот, завршувајќи со министрите. Зачудува што во работно време Канчевска Милеска, Ристовски, Јанакиевски и останатите не одржаа седница на влада во Велес за да ги оправдаат трошењето на народните пари. И покрај оваа поддршка, очигледна е немоќта на Чадиев да покаже и докаже дека нешто направи. Било какво дело. Најголемото дело на Чадиев и советничкото мнозинство е раскрчмувањето на општинскиот имот. Цел Велес веќе ја знае дека тие ја изгласаа, а тој ја подпиша одлуката со која хотелот во Горноврановци, вреден половина милион евра, изграден со наши пари, е подарен на општина Чашка. Па барем да се продадеше и луѓето аир да видеа. Повикување на разговор во 4 очи и смени од работни места спротивно на Законот за работни односи. Закани кон вработените во образованието. Уцени кон тукенџиите и притисоците кон бизнисмените и земјоделците се омаловажување на сите граѓани. Ова, пред вториот изборен круг, само потврдува дека Чадиев и неговото нестабилно мнозинство во Советот на општината се спремни на секакви нискости. Прават се да спречат незаконското работење и корупцијата да излезат на виделина. Но вистината ќе се дознае. И арчењето на општинскиот имот, и тендерите, и она што сите го гледате дека деновиве се случува. Користењето на општински возила и друг имот стекнат со народни пари во функција на изборите. Токму заради тоа, ве повикуваме на 7 април да покажете 5 минути храброст и сите заедно да му ставиме крај на ова недомакинско работење. Велес од секогаш бил град на храбри, достоинствени и честни граѓани. 16.136 ваши гласови се потврда за победата на честа. Ви благодарам.